Часови остана од двегодишниот премиерски мандат на Димитар Ковачевски, најголемиот еврооптимист без никаква причина во Македонија. Само тој и најблиските негови соработници од владата, која не беше избран од граѓаните, гледаа позитивни работи во државава, иако пораките од европските лидери беа сосем други. Ковачевски дури си даде рок дека до 2030 ќе сме биле членка на Европската Унија. Колку и да звучи амбициозно, јас и сите ние во владата веруваме дека Република Северна Македонија во моментов има политички капацитети кои што можат да придонесат по успешно завршениот скрининг процес во ноември, со динамично темпо да влеземе во преговарачкиот процес и до 2030 година да станеме земја членка на Европската Унија. А во годината кога Ковачевски си даде последен рок за членство во ЕУ, го добивме еден од најкатастрофалните извештаи од Европската комисија последниве години, каде е нотирано дека цвета корупцијата и нема владење на правото, и покрај овие пораки сличен оптимизам како својот шеф, имајќи вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, 2023 била успешна година на дипломатски план. Имавме една многу успешна година со успешен скрининг верификуван од сите, од Европската комисија, од државите членки и од сите. Имавме година во која што направивме вистински институционален и државен подвиг. Ваквиот оптимизам е чуден кога ќе се видат пораките од светските лидери, еден од нив францускиот председател Емануел Макрон, кој порача дека прво се потребни реформи внатре во Унијата, бидејќи тешко функционирале и со волку членки, а не па да примаат нови. A 27-member state EU is difficult to shift when it really matters, and things will be even tougher when there are 32 or 35 member states. So we need to be bold, to accept more integration for some policies and sometimes working at different speeds. Ковачевски и колегите секојдневно не убедуваат дека само бугарите во устав ни се доволни за напредок кон ЕУ. Обратното ни го порача германскиот канцелар Олаф Шолц. Тој среде Скопје ни порача дека и по евентуалните измени процесот за влез во ЕУ нема да биде лесен и Шолц во стилот на Макрон кажа дека мора да има внатрешни реформи во Европската Унија. ЕУ мора да се реформира пред да стане Унија со 30 или со 36 земји членки, вклучително земјите од Западен Балкан, Украина, Молдавија и Грузија. Дека треба да работиме на уште многу други проблеми, во мај минатава година директно ни порача и холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, кој кажа дека корупцијата и условите во правосудството на еден начин се на катастрофално ниво во Македонија. There is corruption everywhere, vested interest, undue political influence, nepotism, clientelism, and the recommendations of let's say the State Anti-Corruption Committee, the State Audit Committee, the Ombudsman are simply not followed up, and by anybody, not the government, not the parliament, not the prosecution. Дека состојбите со внатрешните проблеми во државава се алармантни, јасно ни порача и евроамбасадорот Дейвид Гир. Во однос на владењето на правото и борбата против корупцијата останува на разочарувачко ниво. Дадени се јасни насоки што треба да се направи и каде треба да биде, кои треба да дадат приоритетите. Но досега, и тоа го знаеме веќе долго време, но досега премалку е постигнато. Врз оптимизмот на Ковачевски цело време удира и официјална Софија, која јасно не порачува дека уставните измени нема да бидат последниот бугарски услов за Македонија, а со цел Бугарија да не дозволи да се одржи првата меѓувладина конференција за сликање, го прифативме францускиот предлог и протоколите со кои бугарските барања станаа европски.